Како гледате конкретно во сферата на справување со корупцијата? Впечатокот на граѓаните во Македонија е дека реално многу се зборува, но отсуствуваат конкретни резултати. Нешто што го признава и американската администрација, која испрати во Скопје тим на експерти во мисија на утврдување на фактите. Јас се согласувам дека многу треба да се направи, уште многу повеќе од она што досега е направено, и дека граѓаните сакаат да видат видливи резултати, дека има ефект и крајен резултат од борбата против корупцијата и организиран криминал. Граѓаните препознаваат, а тоа и ние го препознавме, дека најголемата слабост се гледа во правосудниот систем. Заради тоа што на крај, ако сите други институции ја завршат својата работа, а на крај завршницата не достига, тогаш е тоа разочарувачки за граѓаните. Меѓутоа и пораката која што се праќа во општеството е многу погрешна. И токму и затоа процентот на доверба во правосудните органи за жал е толку низок и покрај тоа што имаше едно време прогрес. Ние треба да ги најдеме системските слабости и со решенија да ги намалиме, да намалиме можноста, дека ќе ја решиме, дека ќе ја направиме нула, тоа никош нема да биде можно. Меѓутоа, треба сите заедно да работиме и да го подигнеме свесност, да подигнеме свесноста и одговорноста што секој од нас има. Затоа и беше мојата реакција на одредени одлуки од страна на обвинителството и одредени одлуки од страна на судството. Јас сум задоволна дека досега има прогрес во смисла на тоа дека излегува транспарентно да образложат својата одлука, дека има од страна на судскиот совет извештај за тоа на каков начин е сработено и зошто се чекало и со пролонгирањето на објавата на одлуките. Меѓутоа очекувам исто така од страна на обвинителството да се отвори случај и да се истражи дали чувањето во фиока на одредени предмети има и друга позадина. И силно сум уверена дека судиите и обвинителите исто така треба да одговараат за злоупотреба на службена должност, исто како и останатите функционери кои што подлежат на истите закони како и судиите и обвинителите. Неодамна изјавивте: јас не ја иземам владата, ниту институциите од одговорноста, треба да се види кој е најслаба карика. Која е најслабата карика? Сега за сега правосудниот систем се покажува како најслабата карика. Многу често сите овие децении назад независноста која што уставот му ја дава на правосудниот систем беше користена како параван за самоволија. И ние тоа не смееме да го дозволиме веќе. Независноста на институциите уште повеќе која што е гарантирана со уставот, треба да биде дополнителна обврска за одговорност и транспарентност пред граѓаните за одлуките кои што се носат од правосудниот систем. Коментирањето и повикувањето на транспарентно образложување на одлуките што правосудниот систем ги носи пред граѓаните не е мешање во работата на судството, туку напротив, повикување на зголемување на нивната одговорност, затоа што на крајот на криштата судските одлуки се носат во името на граѓаните на Република Северна Македонија и во тоа име граѓаните на Република Северна Македонија имаат право да знаат и да бидат информирани за одлуките кои што транспарентно за одлуките што правосудниот систем ги носи, затоа што тоа има голем ефект. Знаете, разочараноста е многу голема која ќе се види дека за некои помали случаи, каде што се третираат граѓани кои што не биле на функција или не биле политичари или не се политичари или бизнисмени, тогаш гледаме прилично голема ефикасност и респонсивност на правосудниот систем. Меѓутоа, кога станува збор за политичари, политички функционери, бивши, сегашни и бизнисмени, примерите, актуелните примери кои што ги видовме, се лош пример за тоа како би требало да изгледа или да се однесува законот подеднакво на сите. За американскиот тим на санкции рековте дека секоја помош е добре дојдена. Јавноста е во очекување да ја види таа црна листа на САД на корумпирани чинители во политиката. Имате ли информации кога ќе биде објавена таа листа
Кој ќе се најде на таа листа? Јас ќе го кажам истото тоа што го кажав и претходно. Тоа е од голема помош за државите во светот, заради тоа што тоа се санкции кои што Соединетите американски држави ги користат како инструмент кој што придонесува во борбата против корупцијата и организиран криминал. Тие не се секогаш само за политичари, туку и генерално за оние кои што сметаат дека заслужуваат според критериумите кои што Соединетите американски држави ги имаат, би требало да се најдат на црната листа. Ние треба да бидеме фокусирани на нашата домашна обврска. Заради тоа што одлуките кои што се носат, функционирањето на институциите, ефикасноста и транспарентноста е наша домашна обврска. Ние имаме помош од меѓународната заедница во смисла на експертиза, во смисла на дополнителни санкции како помош од страна на нашите меѓународни партнери, меѓутоа главната работа треба да сватиме дека треба ние да ја завршиме. Северна Македонија е рангирана на 85-тото место од 180 држави во светот според Transparency International. Разочарувачки или очекувано? Дали корупцијските скандали влијаат на ваквата позиција? Сигурна сум дека е така и добро е што има прогрес, макар и минимален. Тоа е знак дека треба ние уште повеќе да ги засилиме нашите напори да ја смениме перцепцијата кај граѓаните и да биде видливо дека сите напори што ги правиме имаат ефект. И сигурна сум дека во соработки со нашите меѓународни партнери, кога ќе обезбедиме граѓаните да имаат доверба во институциите, дека непристрасно се справуваат со корупцијата, дека законот важи подеднакво за сите, тогаш сум уверена дека ќе имаме големата поддршка од граѓаните и дека ќе се осмелуваат и повеќе да пријавуваат корупција, затоа што во ситуација кога немаат доверба во институциите, не сакаат да се изложат да пријават корупција, за да не бидат тие жртвите на оние кои што пријавуваат, наместо да бидат жртви оние кои што во суштина се прекршители на законот. За крај, стигнуваат ли до вас разни дописи од граѓаните за корупција? Кои се каналите? Да, стигнуваат. Јас сум среќна затоа што граѓаните препознаат дека ние непристрасно постапуваме и во однос на почитување на етичкиот кодекс за избраните и именуваните функционери од страна на владата и за владата. И добиваме документација која што кога ќе видиме дека има сериозни наоди за кршење на законот, ја проследуваме до институциите. Тоа станува збор во еден дел за истражните органи, за правосудните органи, меѓутоа исто така за незаконско постапување во одредени постапки и на други институции. Имаме одлична соработка, многу позитивен фидбек. Јас се надевам дека тоа уште понатака ќе продолжи. Ви благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Да, ви благодарам и вам.